Театарот ДПМН повторно на сцена во Ѓорче Петров. Замајувањето на јавноста и граѓаните останува единствена одлика на оваа идеолошка матрица од Белата палата. Тоа го покажува и градоначалникот Александар Стојковски, кој во изминативе 2 недели не покажа ништо друго освен припишување на свое конто проекти кои му ги оставил неговиот претходник. Иронијата да биде уште поголема, Стојковски на својот Facebook профил пари добиени од владата си ги препишува како своја заслуга и за истите лаже за начинот на кој се обезбедени. Докторе Стојковски, како градоначалник имате обврска да ја зборувате вистината, а не да ги замајувате јавноста и граѓаните. Велите, вие ке сте ја доградувале градинката во Волково со тоа што сте прераспределиле пари во општинскиот буџет со кратење на непродуктивни трошоци, но од документите кои се доставени до советниците во образложението за ребаланс на буџетот, кој вие лично сте го подпишале, јасно се гледа дека станува збор за пренесен вишок на приходи од претходната година во износ од 7.019.051 денари, кои со одлука на влада се дозволува да се префрлат од сметка на дотации за градинки на сметка на општината за покривање на вишоци за доградба на градинка во населено место Волково. Со што се потврдува дека парите за градинката се обезбедени од владата, а не со ваше наводно кратење трошоци. Велите и дека кратите пари за патувања, сместување на советници во странство, дневници, а во суштина кратите непотрошени средства за истите намени. Дополнително покажувате дека транспарентноста не ви е јака страна, затоа што во објавата на Facebook за ребалансот на буџет сте ги заборавиле да ги пишете 500.000 денари кои би се додадени на расходната страна за договорни услуги. Замислете, 500.000 денари за само еден месец за договорни услуги. Дали со овие 500.000 денари, пари на граѓаните од Ѓорче Петров, подмирувате дел од трошоците во предизборната кампања? Во Ѓорче Петров треба да се работи, да се довршат проектите кои ви се оставени и да создадете нови, а не да се занимавате со политиканство. Градоначалнику Стојковски, браво и аплаузи треба да соберете од терен, а ние секогаш сме тука да ви помогнеме за да го направиме Ѓорче подобро место за живење.